Општина Аеродром започна доградба на основното училиште Блаже Коневски во Мичурин, што вклучува изградба на 18 нови училници, библиотека, хол, кабинети и модерни инфраструктурни подобрувања. Проектот вреди 200 милиони денари и ќе се реализира во две фази. Градоначалникот Дејан Митевски и премиерот Христијан Мицковски ја нагласија важноста на проектот за подобрување на образовните услови и избегнување трета смена за учениците. Општина Центар обезбеди 23 лични асистенти за учениците со посебни образовни потреби, целосно задоволувајќи ги барањата на училиштата за инклузивна поддршка. Асистентите со долгогодишно искуство и професионални лиценци ќе работат 20 часа неделно за период од 9 месеци со месечен надоместок од 15.000 денари. Општината ќе разгледа зголемување на бројот на асистентите по адаптација на првачињата, а проектот Образование за сите продолжува да се финансира од локалната самоуправа. Утрово се случи сообраќајна несреќа на обиколницата во Скопје при што автомобил се преврте кај Орман на мостот кај Станковци. На местото на несреќата пристигна брзата помош. Повеќе информации следуваат во текот на денот. Во општина Карпош беа завршени работите за асфалтирање на крак од улицата Теодоси Синаецки во населба Жданец. Првата фаза од проектот опфаќа должина 400 метри и широчина од 5,5 метри. Поставени се нови рабници, а за проектот општината издвои 5 милиони и 500.000 денари. Изведувач е фирмата Филип Инженеринг. По завршување на првата фаза следи реконструкција на другите делови од улицата и двата крака кои водат кон резервоарите за вода. Проектот предвидува и уредување на инфраструктурата, фекалната канализација, како и ново лед осветлување. Општина Карпош работи на овие иницијативи за да ги подобри условите за изградба на нови куќи во оваа населба, како дел од урбанистичкиот план. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја